Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во 7-та епизода од втората сезона на Проверитас. Ова е првото емитување на платформата посветена на проверка на факти по завршувањето на вториот круг од локалните избори. Ми представува особена чест што вечерва ќе разговараме за се што се случуваше изминативе 2 недели на оваа тема. Заедно со Джено Рисени, дипломиран политиколог и аналитичар. Добро вечер и добре дојде во Проверитас. Добро вечер и добро Најо. Многу благодарам за поканата. Изминативе денови беше многу активен на неколку медиуми во Македонија, имаше многу интересни анализи. Дженер, морам да ти честитам за тоа. Добре. Се надевам дека и вечерва тоа ќе го направиме во оваа емисија и ќе го задржиме вниманието на нашите гледачи. Интересен си по твоите предвидувања кои што ги кажуваше пред избориве. Во едно твое предвидување, чинам дека беше на 29 септември, напиша дека во македонскиот политички блок, ќе те цитирам, ВМРО ДПМН ќе победи во скоро сите општини каде што има кандидати. Толку ли беше јасно дека опозицијата од македонскиот блок нема политики да се спротистави на ВМРО ДПМН? Што тогаш беше јасно тоа? Апсолутно, но и се потврдува уште сега, например, после изборниот циклус, кога гледаш еден претседател на опозицијска партија како се фали дека е на второ место во политичката сцена, тоа покажува дека во таа партија превладава уште неизвестност и тонење. Значи, една партија опозицијска, значи, ако се осврнеме во минатото, ако се повикува на државнотворна партија и да се фали со второ место или со трето место, значи нешто не е во ред. И затоа уште пред да почнат изборите се гледаше дека ВМРО ДПМН ќе освои целата политичка карта во Македонија и за сега повеќе од 80% од таа карта е портокалова и бевме сведоци пред 3 дена кога се одржа и вториот круг на избориве. Да, бројката беше отприлика според твоите проценки. Она што е интересно, имаше политички партии, како на пример Левица, на Димитар Апациев, која од 20 кандидати за градоначалници говорам, не доби ниту еден. После настапуваше моќно како победник. На што се должи ова расположение? Што гледа Димитар Апациев како победа на овие избори, Дженер? На што се радува? Што мисли дека негова победа? Зашто онака изреагира? На што се должи тоа расположение во Левица? Ти кажа, има 20 кандидати, нема 20, значи повторно остана без значаен резултат, практично со нула влијание во политичката сцена кај македонскиот табор, што ја става под прашање нејзината реална тежина на терен, искрено. Тоа што беа втори во градот Скопје, можеби на тоа се радува, но тоа е резултати на катастрофалната концепција и структура на ССМ што не може никако да се состане. И затоа му дојде редот сега и на Левица, на Левица, и затоа можеби се редова и сака да го присвои како голем резултат, а уствари бројките се нула. Дали ќе биде тука интересна борбата во левиот блок во следниот политички период? Говорам Лев блок, Социјалдемократскиот сојуз, Левица, борба за гласови за пред... Тоа што го кажува на почеток, ќе биде борба за второто место во едните 10 години најмалце. Дали што мислиш, во моментов немаме конструктивна опозиција реално во Република Македонија? Дали е потребно тоа? Апсолутно. И во двата блока говорим, во македонскиот и албанскиот. Силна опозиција е многу потребно и на владата. За жал, најголемиот проблем на владата опширно, а не само зборувам за македонскиот блок, туку и албанскиот, што немат опозиција. Буквално сега немат опозиција и тоа е страшно. Немат коректор. Најголемиот проблем на владата е опозицијата што немат. Так. Сега ако се повикуваат на реформите, само че треба реформи да почнат од горе, не од долу. Значи, не е реформа да разрешиш некој подпредседател, а председателот да не зема воопшто одговорност, бејќи уште во јавноста се перцепира Венко Филипче како да е полтрон на Зоран Заев. А не, значи, уште не може да изгради фигура автентична дека е председател на ССМ. И тоа граѓаните, но и гласачите на ССМ го пропознаат. Значи, целта на Филипче
во овие избори не беше да го победи ВМРО-ДПМН, туку да ги придобие тие гласачи што преминеа во знам и не успеа. Повторно не успеа. Па можеби на тоа вака како викаат сол на раната и дотури што Заев се појави на изборите во Струмица и мислам тоа беше вака. И тоа им нанесе голема штета. Така е, така. Поголема штета создава. Поголем, да. Ајде да збориме за нова приказна од овие избори. Може, нели? Приказната за градот Кичево. Да. Што се случи во Кичево според тебе? Како прво, примерот во Кичево ќе треба да послужи како лекција за целата држава. Дека гласањето не треба веќе да биде поетничка, туку по вредностна и граѓанска концепција. И тоа се случи во Кичево. Граѓаните во Кичево веќе не можат да дрпат дека општината е претворена во пашалак на еден човек. И јас сигурен сум дека влијае многу, за да се има таков резултат, влијае многу и прислушуваните разговори што се појавија во јавноста. ЛЧК, така се викаше? Да, така мислам, ЛЧК, и тоа многу се расшири во социјалните мрежи и се гледаше како градоначалникот што владееше веќе 10 години општината ја претворил во бордел. Значи, стварно беше непријатно да се случува тоа. Многу непријатно и голем гласачи на прво место има честноста. Па после другите работи. И затоа имавме таков резултат. Но, и да не беа овие прислушувани разговори, треба да се запрашаме што направи овие 10 години Фатмир Дехари. Значи, главниот виновник зошто победи Александар Јовановски во Кичево е Фатмир Дехари. Така. Јас сум повеќе од сигурен дека Александар Јовановски може во овие 4 години да направи многу повеќе отколку Фатмир Дехари што направи за 10 години. Да, и кампањата негова беше многу добра на Александар, значи он инсистираше на мултиетничност. Но зашто викам дека Кичево треба да послужи за пример. Само тогаш ќе можеме да зборуваме за вистинска демократија, следејќи го примерот на Кичево, кога македонците ќе гласаат во нека друга општина за албанец, но и албанците ќе гласаат за македонец. Не треба да се гледа по етничка основа. Локалните избори треба да се гледа човекот, кредибилитетот, професионализмот на тој човек и така натаму. Особено, сега не знам колку ми се точни овие информации, се зборуваше дека повеќе од 2100 ливчиња во Кичево беа неважечки. Да, бројка. Бројка. Албанците, многу албанци гласаа за Александар Јовановски, но тие неважечки ливчиња, барем мене колку што ме информира на кои пријатели од Кичево, имаше најгрдни зборови напишани за Фатмир Дехари. Заради тоа биле неважечки поголеми. Да, поголемиот дел. Пораки му испратија. Не гласа ни за пораки, да. Да, пораки Александар, му испратија. Но ја изразија својот гнев на гласачките кутии. Мене мисли дека многу убава целата таа работа од причина што сум човек што цел живее во мултиетничка општина. Јас сум чирчанец. Поготово нема да ја заборавам она прекрасна порака што ја испрати Линдита, мислам сопругата на Александар до сите и до македонците и до албанците. Исто да го правеше Александар во целата кампања. И се надевам дека и со работа ќе направи исто во овие 4 години. Да, мора да го направи. Убаво кажат и градоначалникот треба да се бира како личност, бидејќи тој е човекот што утре треба да ја поправи улицата да би изгледа поубаво малото. Политичката партија во парламентот, нели? Парламентот е. Но и треба да се прави добар избор и на политичките партии кога дадат со кандидати. Дека не се гласа само за партија. Не се гласа само за партија, но и во вториот круг, кога излезеа тие прислушувани разговори, тие видеа што не беа многу пријатни, и матичната партија на Дехари како да се оддалечи. Значи, ние сме биле сведоци, особено во овие сентиментални, да речеме, општини, каде што се гласаше по етничка основа, треба да бидеме реални. Во некои средини во Македонија уште се гласа по етничка линија, за жал. Значи има уште плоден терен за национализам што треба да исчезне. Од двете страни зборувам. Но кажете ми дали Али Ахмети, например, во вториот круг направи една видеопорака до албанските гласачи да се унифицира да гласат за Дехари. Не имаше таква порака. Немаше порака, но дуи таму проба се на стара тактика, нели, да носи луѓе од надвор, да носеше луѓе, но овие тука што беа не гласа. Не гласа, да, тука. Значи немаше надополнување.
на гласови. Носеше луѓе од странство, од диаспората да гласат, а овие што беа тука 2100 ливчења имавше неважечки, што е страшно. Што е страшно, да, во секој случај, но уште еднаш ќе повторам, вака мене најубавиот момент беше дека Линдита, супругата, направи многу повеќе за приближување на македонците. Да, точно, да. Да играше улога и таа. Колку сите политичари во минатото би рекол во Кичево. Со една убава порака, еден искрен разговор кој што треба, нели, сите понатаму. Влијаеше и таа, искрено да ти кажам, влијаеше со низините проеки, бидејќи и плюс им се обраќаше и на албанците на албански јазик. Даваше пораки на заедништво и се надевам дека примерот на Кичево е патот кон тоа општество што го посакуваме сите. Да живееме заедно. Заедно и без предрасуди, бидејќи сме сведоци секој ден и на спортски надпревари, и на наши страшни пораки. Треба да живееме едни со други, не едни покрај други. Не, јас уште ова многу се иритирам на терминот кога ќе каже некој наша држава, не, заедничка држава. Наша ова држава не е заедничка. Судбина ни е да живееме заедно. И се надевам дека тие пораки од некои општини што ги, односно поуки што ги извлечовме, да ги извлечеме и на централно и државно ниво и да немаме вакви непријатни чувства на некој, бејќи за добро, овие не се мнозинство што прокламираат и говор на омраза и така натаму. Ќе треба да се сузбие, не можат сите, но барам оние што сме дел од јавниот живот, да придонесеме за што помалку да имаме такви. Да бидеме мостови. Апсолутно. И треба да бидеме, а и мислам дека и Кичево ќе биде мостот за една се надевам и со работа, и со луѓе, со единство и со се, бидејќи животот е најбитен, е краток, нели? И треба да се живее убаво и нормално. Ајде да се вратиме малку на Демократската унија за интеграција. Според мене е во слободен пат, со оглед на тоа што загуби по своите бастиони Струга, Кичево, Чаир, Сарај. Значи проба, нели, да користи говоревме предмалку на стара тактика на носење на гласачи и притисоци врз своите одредени членови. Што мислиш, прво, дали е дуи во слободен пат и дали им беше тотално погрешна концепирана кампањата на овие избори? Тоа е веќе јавна тајна. Дека е во тотален пат и ќе тоне уште повеќе, дека имаше погрешен наратив, ти е признаа во вториот круг. Како можеш да одиш на локални избори со наративот за референдум? Да. Кажете ми, Бичиклиски, дали си слушал некој висок функционер на ДУИ во вториот круг да го спомене на зборот на референдум? Да, го немаше, да. Сакаше да се поправи нешто, али немаше време. Веќе доцна. Веќе беше кажано. Кажано, бејќи ние знаеме што е психологија на толпа. Да. И кога победуваш на првиот круг, психолошката предност ти е на таа страна што победи на првиот круг. И се гледаше дека резултатот од недела ќе биде реприза од 19 октомври. Зошто велам има погрешна перцепција и погрешна програма и погрешен наратив и така натаму. Не можеш ти да одиш на некои рурални средини каде што луѓето се соочува уште со елементарни потреби. Со чиста вода за пиење, со патна инфраструктура, со канализација, а ти им одиш и викаш референдум. Вика, чекај. Да. Ние сме жедни за вода, а другите се жедни за власт. Значи има разлика тука. И затоа ги казнија. Ти треба да ми понудиш како ќе ми го решиш проблемот со канализација, со водата, со градинката, со училиштето и не знам што. Да, конкретно зајаснема канализација. Жалосно е што уште имавме ветувања за чиста вода, Антонио. А се оди на некоја приказна, некој сонови... И после ги осудува, например, јас не ги осудувам, ниту еден. Жителите на Луботен, многу добар пример беа тие. 400 гласа од првиот круг гласа за Дарко Костовски. Да, зашто како може да гласат. Па Дарко Костовски, например, им ги изгради сите патишта што 20 години не им беа изградени на Луботен и им носи канализација и вода. И тие затоа 400 гласа
одеа за Дарко Костовски. За градоначалникот си на информација на Бутел, на граѓаните. на Бутел, да. Село Љуботен, Примери кажувам. Но Љуботен не беше исклучок, имаше и многу други населби што немаат уште вода. Верувај. А село Скопје. Скопје да речеме, пример. Во близина на Скопје. Тоа е страшно. Па и општината со која што раководеше. Јас понекогаш одам уште подалеко, Вичеклиски. Викам ќе треба да се носи некој закон за ветување. За потоа секое неисполнето ветување да се одговара кривично. Не можат после 20 години имавме програми само рециклирани, само годините им беа сменети, а истите програми бејќи и печатко истите проблеми ги имавме повторно. И 20 години исти ветувања. Исти ветувања. Тоа вода вода, не е во ред. Страшно. Јас се надевам дека од новите градоначалници, без разлика на чија партии се, за да после 4 години 2029 да ги немаме веќе овие ветувања. Да зборуваме нешто друго од вода за пиење, од од канализација. За побави работи, за паркови да правиме убави. Луѓето уште живеат во епидемија, во пандемија, значи со отворени канали со Да, и време е да почне побаво веќе да се живее. И кога сме кај Дуи за референдумот. Не можеш ти да влезеш на локални избори, а прават калкулации колку пратеници ќе освоиме. Каде бре? Пратеници се освојат на парламентарни избори, не на локални. Мој видовме колку освои. Првата асоциација на локални избори ти се општините. Колку општини ќе освоиш, колку градоначалници. И така влегува овие одвлени, затоа имаат значи одличен резултат. Јас ми рекол изненадувачки резултат за мене. Ајде, чи ми отвори оваа тема кажи ми вака. Зборувам изненадувачки, Бичеклиски, бејќи пропагандата на Дуи е многу софистицирана. Да. Креира таква перцепција дека ќе бидат апсолутни победници. Креира и стварно бејќи влен во овие година и пол како да се бранеше цело време од Дуи. И затоа беше таква перцепција. Но погрешно влегува на локалните избори. И сега кога се сруши перцепцијата во првиот круг, се сруши митот на непобедливоста на Дуи, митот на непобедливоста на Али Ахмети. Да. Доживеа уште повеќе дебакала во вториот круг. Беа со голени, мислам. Ги видува луѓето како изгледаат, реално како изгледаат. Но дека креира перцепција дека ќе победат, креира. И уште до денес и во овој момент вика дека се победници. Да, и во овој момент, повеќе гласови, ама тука се бројат општините. И знаеш како со спортски жаргон ако зборуваме, на пример, еден клуб ќе победи на 5 утакмици со 1-0, а другиот на 7-0 и вика не, јас сум победник бејќи дадов повеќе голови, не бе. Да. Ти се победник кој освои повеќе општини. Крај на приказната. Резултатот се памти. Да, резултатот. Не се памти голот, нели кој што го дал. Можеш да имаш повеќе последна топка, али головите се бројат. Да. Ти исто имаше едно многу интересно предвидување поврзано со оваа тема. Да. За условно кажам албанскиот политички кампус, опишуваше жестока трка меѓу Дуи и Влени дека буквално овие локални избори се прашањето на живот или смрт за една од тие политички партии, бидејќи таму се водеше борба без ракавици. Референдум, борба без ракавици, баш така сум кажал, да. Баш така, те цитирав. Дали ова беше стварно вака? Апсолутно дека борба за со самото тоа што Дуи веќе зборот референдум сака да го избрише и од порталите, а не само од нивниот вокабулар, покажува се. Да, во Чаир, на пример, се водеше Ел Класико по спортски жаргон, борба. Баш Ел Класико. Ел Класико. Бејќи ако беше некој од надвор да дојдеше кај нас во Македонија, ќе мислеше дека само во Чаир ќе има локални избори, бејќи не само во беше вниманието кај албанската јавност, туку и кај македонската јавност беше во Чаир. Со најтешките артилерии. Одеа и Влен и Дуи. Бејќи тие се надеваа само со Бујар Османи, со никој друг. Веќе Бујар Османи
толку, значи, јас мислам дека политичката кариера на Бујар Османи веќе е... Да, но мислам дека и имаше и грешка, вака слободен ќе бидам да кажам, во изборот на Бујар Османи како лик во Чаир, каде што има една голема група на гласачи македонци, така 3-4 што никогаш нема да гласаат за Бујар Османи, не да Дуи него за Бујар Османи, после неговото министривување за вонешни работи и она што него правеше со Бугарија. Да, така е. Тоа беше и погрешен потек, али нема друг лик. Тоа беше најзвучното име во Дуи, што може да му колку толку да му парира на изетменичите, но сепак изгубија многу страшно изгубија во Чаир, тука немаше да. И особено беше зашто беше тежок удар Чаир во Тетово, бејќи експонентите високи на Дуи вика дека тестот на легитимитетот на Влен ќе се тестира во Чаир и во Тетово. Бејќи сето ова година и пол нападите на Влен беа, сите знаеме дека немат легитимитет, дека влегоа како губитници. Јас повторно верувам дека имат легитимитет, но ете. И сега Влен го нема тој товар. Така, да, апсолутно, да. Веќе го помина тестот. И сега затоа на Дуи му е тешко и веќе и на, како што кажа ви на почеток. И на Влен ќе му биде потешко бејќи немат опозиција. Немат опозиција, како исто и во македонскиот блок. Исто и во македонскиот блок, да. Му е честиташе победата на кандидатот на Влен, Даут Бекири во Рачино. Да. Те прочитав тогаш. Да. Но не само во Рачино, Влен победи чинам во уште 8 општини, што е уште 9. 9, пардон, да. Што е на крајот двојно повеќе од Дуи. Така. Очекуваше ли ваков искот ти вака лично? Да ти кажам искрено, бејќи сите живееме тука во едно општество, кога гледав пропагандата на Дуи, бејќи имат уште влијание и во медиумите во Косово, каде што јас земам учество во дебати во Албанија, значи креира мислење дека ќе тепат. Искрено да ти кажам, најискрено, дека не очекува толку да победат Влен, погај тоа што повеќе од 90% што сум кажал на дебатни емисии излегува како точни. Бејќи сегаш јас велам дека сите имаме право на збор. Но не секој има право во тоа што го зборува. Да. Сваѓаш? Да, секој може да си каже. Секој може да си каже, имаме може да е точно или не е точно, но ете излегува дека секогаш зборувам со фактичката состојба, не со хипотетична состојба. Како што Дуи живее во свој свет во моментов, нели? Да, во моментов да. Албанците во 20 години секогаш на локалните избори гласа за таа партија што беше на власт и од тоа најмногу се плашеше Дуи. Бејќи Дуи по прв пат после 20 години ги дочекува изборите од позиција на опозиција. Од позиција на позиција, да. И тоа му беше најтешко и затоа бејќи Дуи не беше подготвена да има еден толку јак конкурент пред себе. Дуи од 2013 година нема мнозинство во албанскиот табор, но кај нас опозицијата беше распарчена и затоа беше Дуи победуваше. Сега кога прв пат има силен обединета, Дуи е неподготвена за јак противник. Па не знае да се однесува од позиција на опозиција, баш како што кажа, и не знае како. Да. А се однесува како да се на власт, кампањава, нели? Да, како да се на власт. И затоа секој ден, односно не секој ден, уште од првиот ден кога Влен беше на власт, што беше наративот на Дуи, кон своите активисти да ги држи во како да кажам, во активност. Да, активни да бидат. Активни, да. После 3 месеци нема да траат овие, ќе падат од власт. Помина 3 месеци, помина протестиве пред Уставното собрание, после излега со 6 месеци толку. После 6 месеци не. Сега после локални избори победуваме, значи го користија како мост да предизвикаат парламентарни избори, победуваме и ние ќе бидеме на власт. Ете помина и референдум, помина и локалните, што остана? Што е таа вистина што му останува да им кажува на своите активисти? Јас на шала велам, единствената вистина што сега може да им каже на своите активисти за 3 месеци ќе дојде месецот Рамазан, да се подготвиме и тоа е вистината. Веќе 3 месеци помина и 3, помина и 6. Времето веќе да, и тоа се плаша. Не е фактор со кој што може да се водат. И сега активисти се беа разочарани од резултатот и во вториот круг не можеа да ги
активираат. Беа во депресија и тоа се гледаше. Да. Тоа Ама се и, гледаше. и момент нели на некој која победува прв круг повлекува по и многу други луѓе. Тоа ти кажав за психолошката предност да. кај гласачите. Некој ги демотивира, некој ги тера да гласаат. Победата во вториот круг е многу значајна. Ти си во пол позишн во вториот круг после. Да. Без разлика што почнуваме со 0-0, но не е така. Психолошката предност е на твоја страна. Да. И тоа се покаже повторно. Употребаш исто спортски термини да на гледачите да им кажам дека се работи за пасиониран навивач на Јувентус, така беше. Да. Мала дигресија. Пред да се пребациме на Дуи уште еднаш за вонатре што се случува, еднаш уште едно прашање сакам ти поставам. Еднаш искоментира дека Мендух Тачи е подобар аналитичар отколку политички лидер. Да. Што мислиш за Али Ахмети? Али Ахмети за прв пат, да ти кажам, бевме изненадени бејќи се креираше таков култ на лидер, што кај албанството сите мислеа дека е непобедлив, Дека е Бог. дека е Бог. И јас сега се плашам, значи правам една дигресија. Се плашам Мицкоски да не мисли дека ова огромна победа што го освари Да. на политичката карта во Македонија, да не биде најголемиот негов триумф, односно најголемиот негов пекар Али Ахмети. Така. Не треба да се занесува. Да, точно е тоа дека Али Ахмети ги пензионираше Груевски, ги пензионираше Бучковски, Црвенковски. Да, ме кекса, ме И гурабија, кој како други, весе, да, нели, но со Мицкоски не можеше. Да. Јас искрено сега, ако зборуваме без ракавици, тие гураби, тие кексови на Али Ахмети на парламентарните избори, реално му покачија пратеници на ВМРО ДПМН. Тоа е јавна тајна. Да, и он изјави на И сега кога гледав една моја погрешна процека, јас мислев дека на почеток на кампањата сите бевме сведоци на прекупувањата Мицкоски Дуи. Да. Јас мислев дека Мицкоски како да му враќа услуга на Ахмети за парламентарните избори, но не беше така. Мицкоски стварно беше решен во тоа што го зборува, а јас мислев дека му прав искрено ти кажам, ваќа услуга за парламентарните, бејќи сите знаеме дека кога зборува Али Ахмети Така? нешто лошо за Мицкоски ВМРО ДПМН, тоа ти е бумеранг. Ќе го Дигне рейтингот на ВМРО. Дигне рейтингот на ВМРО и ќе го електризира таа маса кај ВМРО да гласат уште повеќе за ВМРО. И обратно. Кога Мицкоски зборува за Ахмети, ќе го електризира масата кај албанците. Да, ама на Мицковски беше друг наратив. На друг наратив беше. Значи, има збореше против корупција, така, против така. се тоа што Но се сепак, случува, да. Сепак, не треба Мицкоски да мисли дека најголемиот пекар му е Али Ахмети. Значи, тоа огромна победа треба да го свати многу сериозно. Така. Ајде да го спомна Али Ахмети да проговориме уште нешто за Да, него. да. Доживеа сериозен дебакл човек. Најголемото нешто што се случи во овие локални избори е дека падна митот дека Ахмети е непобедлив. Тоа е најголемото нешто што е на виделина. Така, изгуби политички на политичкиот ринг, Така но сега приказната се префрлува полека во политичката партија Дуи. Така Што е, мислиш по овој сериозен дебакл? Има ли демократски потенцијал Дуи да ја реформира партијата, овде мислам на човечки потенцијал на луѓе, или ќе завршат на чело со Али Ахмети како ДП-ПДП, што заврши? Дали има одговорност тука на Али Ахмети? Дали има потреба да понесе одговорност? Апсолутно дека има одговорност, е претседател на партија. Но јас зборувам, например, вчера читав на порталите, на вестите, дека го сменија претседателот на парламентарната група на и сега што има врска локалните избори со парламентарната група. Ете, и да има. Да, Блирин Беџетија веќе не е. Но тој уште е пратеник и што ако не е претседател? Значи, само се ги сменат столиците. Често ќе беше и оставка да понесат пратеник, нели веќе Да, ако веќе изгуби на избори во Сарај, каде што беше бастион на Дуи. Искрено да зборуваме, веќе Сарај за мене е изненадување. За мене најголемо. Најголема, апсолутно дека најголема изненадување. Една од најголемите е Сарај што победи Влен.
Но таму покажа дека и коалиционата влада Да, функционираше. Коалицијата во владата функционира дека Функционираше. таму бројката беше таа. Но за разлика од парламентарните избори кога Дуи беше 3000 гласа пред Влен. Сега имавме победа, тоа е изненадување. Па ако се сеќаваш од претходните председателски на 7 секунди кога се гласаше у Грчец, Така е. кога немаше никој 10.000 разлика направена. Значи, за Влене уште многу е подобро Дуи воопшто да не прави реформи. Да продолжи вака. Но јас верувам дека Ама кој ќе го заземе просторот тука во албанскиот блок? Ако продолжат тоа ќе завршат како ПДП и ДПА, значи алтернатива. Читав на некои социјалните мрежи тогаш во недела викаат и Мендук Тачи на крајот на неговата кариера сегаш поведуваше само во студеничани. Да, точно, да, точно. И Дуи сега победи само во студеничани во вториот круг. Но јас мислам дека во Дуи имаше потенцијал и порано. Но не добија простор од овие ликови. Не можеа. Не можеа. Да. Не може и затоа добија казна. Значи 20 години, замисли една генерација што се роди во 2002 година да ги гледа уште Јерим Беџети, Муса Џафери, Садула Дураку, кој друг Сите Бејта, Мејта, Рамиз Мерко, не знам што. Целата постава исти, се едни исти луѓе. Се исти и очекуваш резултати. Но јас повторно сум скептичен дека овие луѓе ќе остават простор. Макар што мислиш дека Дуи им е заштита сега за понатаму и политичка, меѓутоа и со сите оние најави кои што се најавени во правосудството во сите останати работи ќе пробуваат своите криминали да се бранат зад политичката партија, дека им се прави политички прогон или слични работи. Па затоа и не се менуваат за да се Дали заштитат. Затоа, да, апсолутно. Не се менуваат за да те заштитат. И сите знаат дека ако не се под чадорот на Дуи, ќе бидат ризикувани. Но ако сака да победи Дуи, ќе мора ова второто да го направи. И јас повторно верувам дека бејќи знаеме 20 години да бидеш во политичката сцена не е случајност. Ахмет е мудар политичар, но потврли за прв пат и затоа на сите име изненадување, но во демократските општества ова не треба да е изненадување. Во демократските општества треба да се менуваат политичките актери. Само кај нас е 20 години на партија да е на власт. Да, Тоа покажува дека не сме до толку баш до демократскиот капацитет на луѓе, но ете, сега новата генерација што е родена после 2000-та година се гледа дека малце поинаку размислува, поинаку размислува, поинакви умови имаме. И затоа Ахмети мора подитно, значи реформи да прави со нови имиња. А тој лично треба ли да се тргне? Што мислиш? Ако се тргне тој ќе се распрачи се, значи џабити се реформите. Ахмети беше тој што ги содржува се сите, за жал. Да. Ако се тргне тој, јас сум повеќе од сигурен дека Дуи нема да постои. Ќе се распрачи на 5-6 партии. Така. Интересна констатација, би рекол, баш вајде да видиме следниот период 100%. што ќе се случува ова. Но до сега не си промашил ништо вака предвидувањето, да го видиме и ова дали ќе биде точно. Кажи ми, ќе се прегласува во неколку општини, за жал, во Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа, Маврово и Ростуше. Да. Која е твојата прогноза? Што ќе се случи таму на има ли прво цензус? Ќе се соберат ли луѓе? Сега се појавуваат некои други проблеми. Бејќи сега ќе имаме после кога ќе ги констатира резултативе од изборите локални, што верувам дека многу скоро ќе имаат пресконференција и ќе го заклучат изборниот процес, ќе почне тој рокот од 60 дена кога ќе треба да се организираат изборите во тие општини. Од друга страна имаме членови на Државната изборна комисија кои што им истекува мандатот. И сега ако се одржуваат тие избори, ќе им даде простор на едната или на другата партија која ќе изгуби да ги оспорува. Со фамозниот легитимитет што Демек Дики ми е крив. Дики ми е крив. Така да најдобро би било ако има, значи овие се тие уставни законски дупки што ќе мора да се поправат. Ако има простор законски,
уште сега да се запишат огласите за членовите на ДИК на тие што им завршуваат, за да нема простор да ги оспаруваат после резултативе. Да немаат некаква причина. Да. Јас мислам дека после овој дебакал што го претрпе нај никогаш не беше за мене, секогаш беше дуи, но ете. Сакаат ново име, демек Па зелени беа нешто. зелени, што не беа нај, какви беа. Европски фронт, но минатото не се заборава. Да. Ребрендирање. Ребрендирање, да. И после овој дебакал, јас мислам дека повторно ќе претрпат избори, по пораз. Во Гостивар не сум толку сигурен, али ќе биде тука на Ново Врапчиште, мислам дека ќе има изненадување за влен. Веќе и сега владата, мислам дека законски ќе треба да постави градоначалници, ВД, и после изгледа ќе бидат од влен, и ќе имат простор 2 месеци да работат на терен, особено сега со огромната сега психолошка предност што го имаат после вториот круг. И реформите што бејќи сега опозицијата ќе се занимава со реформи, но мене ми е друго прашање. Јас не мислам дека ќе биде во ваков состав после 2 месеци, бејќи знаеме дека таму има сега и незадоволства многу. Например, села и Таравари завршија со нула. Токму тоа сега да правам. Мислиш дека помогнаат Таравари и села што влегува во нај? Особено Таравари, мислам дека најмногу штета им нанесе. Бејќи кај народот веќе не поминуваат овие акробации бичиклиски. Да. Јас сегаш велам и патев апели до обичниот гласач. Ние и после неела сме заедно ќе живееме. Ние особено во албанскиот табор имавме лидери што се гледа на нишан. Буквално на нишан се гледа, да. Да. И сега се заедно. Да. Не може вака, значи такви акробации. И што не си каже еден за друг. Што не си каже не са други. Да. Таравари за Ахмети кажал дека е ментално неспособен во последно време. Ментално заболен, не сум така нешто. Јас понекогаш на шала велам да дојде кај нас и Джордж Орвел, не може да предвиди што ќе се случува во живи се. Браво. Да. Ваква реченица, да. Да. И пред 19 октомври. Значи пред изборниот молк напишав еден статус, викам, слушај, до другаите, до пријателите. Многу е нормално да се имат различни мислења, тоа е демократија. Така. Не треба да се караме. После 19 викам, бројот 7 може да стане 4. И бројот 4 може да стане 7. Баш така. Алудирајќи на акробациите што се случува во минатото, јас повторно исклучувам можност седумката да стане четворка и четворката да стане... Но сепак ова второто е поможно, бејќи овие што се од 7 ги спојуваат, значи, владата. Власта. Тоа сакав да те прашам, дали мислиш дека повторно Таравари ќе побара се врати назад во власта? Јас не верувам. Не исклучувам ништо. Така? Но најави и првиот вице-премиер до вчера, Изет Меджити. Да. Па после премиерот Мицкоски не исклучуваше таква можност. Бејќи знаеме дека на владата и треба Бадентер да сигура и да тој Бадентер има пратеници, значи во другиот камп што се сега во депремирачка состојба и разочарани, и верувам дека ќе имат расположение во иднина да се приклучат кон власта. Не кон влен, не зборувам кон влен, туку кон власта. Кон власта, да. Да помогнат во приказната која што или тргнува да се добро. одмаздат. Бејќи сега, например, имавме случај бичиклиски, после првиот круг, еве Дебар го земам за пример. Да. Кандидатот на нај изгуби во првиот круг. Испадна. И сега излегува експонент на нај од Таравари, изјавува, ние во вториот круг вика ќе победиме во Тетово, во Кичево, во не знам што, и го спомнува и Дебар. Чекај, како го спомнуваш Дебар, кога си изгубил? Да. И тоа покажува дека тие меѓусебно се саботираа. Ме сваќаш? Така, еден со друг. Еден со друг. Бејќи тој кандидат од Дебар беше од села. А овој што го изјавува е од партијата на Таравари. Така. И сега и таму има прекупување.
Така и во Струга вела дека И- од партијата и во на Струга, села, да. од делот Да. на села е Да. кандидатот што им беше. Да, кандидатот беше од партијата. Сакаш да кажеш и внатре партиска борба во, Да, во политичката партија, ама и во коалицијата. и не во гледав. коалицијата е многу поочигледна. Па добро, што помина и со Веќе вакви резултати. Помина од 19 колку дена помина? 2 недели, 3 недели. Уште се нема изјаснато јавно за еден села. Да, не го видовме. Не го видовме. Што беше очигледно во кај албанската јавност уште еден факт. Ние бевме сведоци во минатото каде што Али Ахмети победеше на сите изборни циклуси и веднаш таа вечер излегуваше триумфалистично на пресконференција, изјавуваше победа и така натаму. Шега се случи тоа, не? Да, го немаше. После 5 дена излегува на пресконференција и Кажа нешто Арбар вечерта, ама толку беше во 7. Другиот Арбар, другиот Али Да, Ахмети. тоа тикам толку беше, ги немаше тој Да. вечерта. Тотално А ние, онака. а ние сегаш го видевме Али Ахмети на Да, пресконференција. секогаш, нели сега секогаш. коли, знамиња, Да, бакљи, да. оној И сега, фолклор цел што е. и сега Али Ахмети после 5 дена вика ние победевме со гласовите кај за советници. Да, Ако победевте, јас се поставам прашањето зашто не славите? да. Каква е таа победа? Каква е да? таа победа ако Да, не славите? Сега го славевте. Да. Да. Што славите? Да. Мислам, што победивте, Што кај победивте, да? И баш да. еден новинар го праша, ај кажете ми тогаш каде победивте и застава. Добро, во некој очигледно во некој собствен свет живее раководството на ДУИ на левица, бидејќи едни ве други тврдат дека победиле на избори. Јас затоа викам бејќи понекогаш и ги разбирам. 20 години да се на власт и да преминете во опозиција не е толку лесно. Не Се знаат како е во научија. опозиција. Да. Не биле никогаш. И јас на едно мое представување во еден медиум давав изјава, викам на Дуи потешко му е во опозиција отколку во самиот пекол. Да, па за нив е опозицијата пекол изгледа. Пекол, да. Очигледно. А Очигледно. кога говориме за опозицијата, да те прашам за ова, пак да се вратиме опозиција во македонскиот политички блок. Од самото назначување на Венко Филипче за лидер на СДСМ, во една твоја изјава кажа дека тоа е политички подарок Да, за Христијан Мицковски и минимум уште 10 години власт. така е. Ова го напиша во април, мислам. Да. Има ли некои промени вака во Не, размислувањата воопшто, твои? не, Зошто апсолутно. мислиш дека Венко е подарок за Па се покажа и на овие избори. Кажете ми една цел што постигна Венко Филипче на овие избори. Една. Ништо, не. Ништо. Апсолутно Загуби во ништо. Струмица. Загуби во Струмица, во Загуби Скопје прв пат не влегува во втор круг од Значи историја. во Скопје се четврта сила веќе. Да, четврта политичка. Четврта политичка сила. Да, работат. Што е страшно. Значи, како што кажав, Филипче уште не изградил профил на лидер. Така. Не изградил профил на лидер. И сега се фалат се некои општини во Кривогашчани или кај беа тие општини каде што се фали Кривогаштани, Каменица, Каменица, така нека. Да. Зрновци, Зрновци, да. тоа се отприлика. Да. Центар и Паланка, тоа А е. ВМРО ДПМН победи во Струмица. Победи, Победи да. во Карпош. Во Ландово, Значи, Дојран, на овие избори уште еден факт е интересен. Се скршија мразот на локалните шерифи. Да. Ми сваќаш? Нема веќе локални шерифи. Карпош е доказ. Карпош е доказ, да. Карпош да. е доказ. Доказ беше и еве и Кичево беше доказ. И Кичева, да. Да, токму исти профил на Да. луѓе, да, и двајцата баш. Ете гледа че сум направил таква споредба. Да, Точно, локални точно. шерифи веќе немаат. Многу е битно профилот на кандидатот во локалните избори. Да, ние знаеме дека во некои средини имаме гласачи навивачи, гласат за логото на партијата. Да. Но тој број е се помал. Многу е помал. Така. Тоа значи поголема одговорност за партиите и поискрени, пореални према гласачите. да бидат. Апсолутно, апсолутно да. За да им веруваат. Да. Бејќи јас повторно ќе кажам, во некои општини можеби не победил ВМРО, победил кандидатот. А некои општини можеби не победил Лем, победи кандидатот. Конкретно во Арачиново. Јас мислам дека кандидатот победил. Да, во Рачиново. Да. Јас искрено многу пријатно изненадување беше Рачиново и победата на Влем. Не, за таму. мене не, бејќи знаев за како профил на кандидат излегува. Да, ама од после ми кажа дека и Да, ти од кажам, другата и- страна имало по некој кандидат кој што Да. баш не бил омилен и меѓу луѓето и така натаму во. Да. во- Ни Вле не веруваше пред дека ќе победил во Арачиново. Како да беа, како да кажам, се предадоа се пред да предадоа.
Ама ти гледаш. Ете победија. Народот Ама мисли- не само Варачи, и во други општини. Многу кандидатот игра улога. Например во Долнини, мислам дека кандидатот играше клучна. Да. Клучна улога. Бејќи го гласа и македонците. Да, таму беше битка ВМРО Влен. ВМРО Влен, да. Да, двајца добри кандидати. Да, добри кандидати. Но ете победи Влен. Да, Влен. Еве, например, Иво Струга, сите знаеме, значи каков профил беше Мендичира. Да. Од профилот на бизнис профил. И подржан од сите во Струга. Подржан од сите, и од македонци, и од обратен албанци. процес од Кичево, може би Така, рекол, нели во Струга се случи. Да. Каде што Да. голем дел македонци гласаа за Верувам дека повеќе од 4000 гласови добил. Многу повеќе од македонците Мендичира. Без разлика победил. И Чира има историска шанса да ја покаже на дело мултиетничноста после баш избори. добро го спомна. Тоа Добро го спомна. има Освен шанса да го Кичево и направи. Чира, да. Да. Има шанса да направи, да. Ајде да се приближуваме многу брзо ми поминува време овака со тебе, овака. Колку минути помина? Па не знам, повеќе од 50 сигурно сме во овој. Значи при крајот сме. Да. Кажи ми што очекуваш да се случи сега по завршувањето на избори? Дали доаѓа мирен политички период во Македонија? Дали ќе има нови предвремени избори? Дали има потреба нешто такво? Јас мислам дека нема потреба од превремени избори. Владата го доби тој легитимитет што го имаше. Сега уште повеќе. Но сега јас не верувам дека опозицијата ќе има смелост да бара предвремени избори. И стварно не верувам дека има потреба. Гаѓаните ти дадоа доверба и на парламентарни и сега ти потврдуваат доверба. Значи и плюс уште еден факт. Јас мислам дека гаѓаните се измоени од избори пичеклиски. Зашто велам? Кампањата почна уште пред законскиот рок, 2 месеци пред. Так. И плюс 1 месец од 3 месеци кампања. Стварно не треба да го измочуваме народот. Треба да работиме веќе. Така. Благосостојба да има. Еве кажи ми во врска со И тоа. да има, мислам дека и да има предвремени. Бејќи владата се разбере дека секоја влада сака да што повеќе политички живот, значи што повеќе да владее, тоа е многу природно. И опозицијата сака да дојде, значи политичките партии војуваат за власт, тоа е јавна тајна. Ако има предвремени, ќе има, мислам дека 2027, не ината година. Една година пред да заврши регуларниот мандат. Така. Она што самиот го наметна како тема е дека значи има простор сега владата си го докажа. Има простор, апсолутно. Си го докажа својот Да, легитимитет. има апсолутна власт. Да, она што го знаеме ке ВМРО ДПМН е дека оние што го гласаат ВМРО ДПМН веруваат многу во политиките на ВМРО. Јас се надевам дека максимата апсолутната власт апсолутно корумпира, нема да биде синоним за ова власт. Јас сакам максимата да биде на ова власт, апсолутната власт апсолутно работи. А не апсолутно да корумпира. Бејќи знаеме таа максима. Во контекст на тоа би сакал да те И прашам. Бичеклиски знаевме како завршија другите влади со ова максима. Да. Имаме поуки, значи. Да, на буништето на историјата вика. Апсолутно. На ѓубрето на историјата. Да. Но кажи ми еве, ти значи во македонските гласачи веруваат на политиките на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицковски. Од друга страна имаме коалиционен партнер кој што се вика Влен. Да. Нели? Кажи ми што понатаму што ќе се случи со Влен? Имаш ли некој размислување како ќе се развие Влен? Ако Влен го промине последниот предизвик. Мислам дека ќе владеат заедно со ВМРО најмалце 10 години. Кој ми е тој предизвик? Председателот на Влен. Тоа е најголемиот предизвик. Така. Што мислиш Сега кој ќе биде имаме председател на Влен? од друга страна имаме еден страшен теренаш, страшен. Како Изет Меджити. Да, супер тешка. Тешкаш. Супер тешка, да. Сега зборуваме пријатели, така. Да, јас сум Без бил разлика што во сме контра во со избори контекст, со него и на иста страна сме биле. Да. На времето кога се бавеше со политика, да. Скоро цело Скопје. Да. Од друга страна имаме еден Билал Касами што и тој е теренаш. Да. Го освои целиот Полошки регион. И тој играш, да. И тој е, значи не е играч за терен викам, терен што играш на терен, да. Да. И сега ако се надминат тие, бидејќи сите знаеме за амбициите, за егото на да бидат лидери. Ако се надминат себе си, да имат разбирање или едниот или другиот да биде председател, бидејќи гласачите и им велев и на лидереве на емисиеве пред еден од лидерите пред
Не, на това 21. Не, телевизија, без разлика. Викам, да излеговте на гласање, или како алтернатива, како БЕСА, како Алијанса за албанците, тешко дека ќе освоевте најмногу 2 општини. Значи, брендот Влен носи гласови. Да, така. Не носи БЕСА, не носи алтернатива, не носи Алијансата за албанците. Влен. Токму така. Да. И гласачите сакаат вака да ве видат. Ако се разединувате, се распарчете, Ништо. тешко вас. И мислам дека ја добија ова порака, али јас мислам дека борбата за лидер сега е во Влен меѓу Касами и Изет. Знам дека многу се добри пријатели, јас се надевам дека ќе ги надминат Мислиш ли дека суетите. конечно треба една голема политичка партија Апсолутно. албанска да има свој председател од Скопје? Да, мислам дека да. Мислам дека да, До но сега сепак немало, колку немало, се сеќам, мислам дека голема немало. говорам вака. Имам огромен почит и за 20-та бејки, Да. кога имат гласачи значи кога ги гласат луѓето, треба да имаш почит и за нив, бејки не се случајно тие ликови на политичката сцена. Да добиеш 20.000 гласови во Тетово, да добиеш скоро 17.000 гласови во Чаир, значи Вредиш. зборуваме, да. Вредиш. Да. Така. Знаеш, помина време многу брзо. Уште еден факт, да. Повели. Да, не можам ќе треба да да колку спомнам сакам, некои мене ми е општини. многу во Само главата. уште, да, Вечерава искрено да и ти мене, кажам, да. искрено, да. Се потврди дека во некои општини, вишеглиски, Да. партиите ги немаат тие гласовите во джеп. Бејќи мислат дека ете ќе ме подржи Влен или ќе ме подржи Дуи и јас победувам. Не. Така, Чист да. пример е Стојаничани. Првиот круг изгуби кандидатот на Влен со 2100 гласа, изгуби, но падна од трката. Да. И беа на трка беа независниот сегашниот Азем Садики и од Дуи. И Влен направи, значи, повик до гласачите да се гласа за независниот. Така да. А тие сите гласаа за оној другиот. Да, 3400 Колку на интересен 3300. феномен, Јас значи, гледаш. Јас видев феномен ми се случи Да. таму, исто и во Крушево. Обратно па таму. Да, обратно, да. Се да. завртеа работите. Созреваат, мислам дека гласачите. Да, Созреваат да, и апсолутно, да. знаат што сакаат веќе. Апсолутно да, но веќе сме прекрај. Политичките чинители многу сериозно треба да ја сваќат и пораката на уште еден факт. 50.000 невежечки гласови. И тоа е порака Мичеклиски. Тоа е жолт картон. Баш жолт картон е. Така, за некои Кога политичари. почнавме со спортски Спортски, жаргон да. да и завршуваме Да. со спортски, тоа е жолт картон. Да, тоа е жолт картон. И јас верувам дека сега не знам на која возраст се тие лица што се надевам дека не се младите. Да. Но верувам дека повеќе се младите во таа група. Значи ти дадоа опомена Така. да направиш нешто друго. Апсолутно да власт, апсолутно да работи. Се е во ваши раце сега. Се во Ајде апсолутна да ве власт има, да Да. ве видиме сега, покажете се. Не на пример, ете, зборувам за пример во Влен, година и пол, кажуваат ако некоја работа не чини, Дуи е крива. Ние знаеме дека Дуи беше крива, затоа и ги казнија луѓето. Така. Ти што правиш? Напри, покажи нешто. Покажи. Да. Покажи, да те видиме опипливане. Граѓаните ве гласаа вас. Да. Знаем што правеше СД, што правеше оние, другите што правија, тебе те гласа. Виновници, значи, сега владата нема кредибилитет да бара виновници. Така, нема кој да ја биде крив. Не. Се е во ваши раце. Граѓаните ви дадоа легитимитет, продолжете. Мене ми останува, еве, Дженер, да ти заблагодарам. Нема да застанеме тука во твоите гостувања на Проверитас. Чест ми е. И повторно ќе те викнам, многу интересна емисија, искрено да ти кажувам, направивме. Посебно задоволство ми беше што си ти гостин вечерва во Исто. Проверитас, прва емисија после изборите, каде што направивме една прекрасна анализа. Ти посакувам многу успех понатаму во твоите професионални и Благодарам. приватни обврски и се гледаме повторно. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на нашата емисија Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.